знаеме дека стандардот е еден документ кој дефинира одредени барања, карактеристики, активности или нивни резултати, а се со цел да се постигне едно оптимално ниво на регулирање на конкретниот процес. Така поставени стандардите секако имаат позитивно влијание на повеќето аспекти од животот, пред се мислам на квалитетот, здравјето, безбедноста, животната средина, енергијата и така натака. Го знаеме сигурно и тоа дека стандардите ги издава Меѓународната организација за стандарди ИСО. Тоа е невладина организација која нема овластување да ги наметнува стандардите како такви. Меѓутоа, сите земји може да донесат одлука стандардите да ги направат законски обврзувачки или пак да се повикаат на нив во регулативата. ИСО стандардите се доброволни. Тие се барања на пазарот и генерираат од потребите на истиот. На секој минимум 5 години се ревидираат за да се констатира дали треба нешто во нив да се измени или пак да се укинат. Што значи ИСО стандардите представуваат на некој начин технички спогодби или договори кои обезбедуваат рамка за компатибилни технологии на секаде во светот, се дизајнирани да бидат релевантни на глобално ниво и корисни било каде во светот. Еден од актуелните, да не кажам и најактуелен, е во моментот и стандардот ISO 50001. Тој е стандард кој ги дефинира барањата за спроведување на систем за управување со енергија. Истиот е издаден во јуни 2011 година и според податоците од Меѓународната организација за стандарди ИСО, до крајот на истата година издадени се околу 1981 сертификат за оваа проблематика. При тоа е констатирано дека најголем број на сертификати се издадени во Германија, Шпанија, Данска и Италија. Се претпоставува дека енергетската политика на Германија е главниот мотор кој што помогна на некој начин овој број на стандарди да биде релативно голем и да ја даде предност на Германија во однос на другите земји. Се очекува овој стандард да биде и понатаму тренд со оглед на позитивните ефекти во однос на енергетската ефикасност и се проценува дека истиот може да влија и до 60% во светската потрошувачка на енергија. Би завршила со тоа што ќе потенцирам. Стопанската комора на Македонија многу одамна им помага на компаниите да ги имплементираат, спроведуваат овие ИСО стандарди и е транспарентна во однос на нивното одржување и унапредување. За таа цел Стопанската комора и соработува со други институции и организации кои што работат на полето на стандардизација. Таков е случајот и денес со регионалниот центар за животна средина и неговиот представник господјана Петровска, која повеќе ќе ви каже за денешната прес-тема. Денеска е второ представување на проектот кој што го финансира Глобалниот еколошки фонд. Се спроведува од страна на имплементирачката агенција УНИДО и ние, регионалниот центар за животна средина во Македонија, сме партнер на УНИДО во спроведувањето на проектот. Оние што биле присутни на претходната конференција, пресконференција, се запознаени дека проектот тежи 1,4 милиони долари, дека се спроведува 3 години и дека кофинансирање за проектот, кое што е строго барање на Глобалниот еколошки фонд, е обезбедено во износ 1:4, што значи дека некаде околу 5 милиони долари се обезбедени од наша страна, од компаниите, од министерствата и од Македонската банка за поддршка на развојот. И сега конкретно името на проектот е многу шармантно и долго. Се вика катализирање на пазарната трансформација и забрзување на примена на најдобри достапни техники и технологии во индустријата, а ние нагалено проектот си го викаме енергетска ефикасност во индустријата. Зошто е важен овој проект? Затоа што се она што досега е правено во Македонија на организиран начин ги таргетира зградите, објектите и енергетската ефикасност ја поистоветуваме со изолација, топлински пумпи и така, соларни панели се обновливи нормално. Меѓутоа, она што се однесува на индустријата, секогаш се перцепира како потреба да се инвестира во современи и енергетски ефикасни процеси, односно опрема. Она што ИСО стандардот 50001 го докажува е дека индустријската енергетска ефикасност не е врзана исклучиво со примена на современа технологија. Туку
дека со примена на овој стандард на организиран начин може да се пронајдат начини и мерки за заштита на енергија за кои што не се потребни никакви инвестиции. И ние веќе година дена работиме на оваа работа со 12 партнер компании. Доколку сте имале прилика да слушнете одваму од таму кои се нашите фирми и компании, бидејќи тоа веќе се зборува за оваа тема во круговите на индустријата. Имаме компании од металопреработувачката индустрија, прехранбената, главно, и имаме дури и предпријатие од енергетиката, значи јавното предпријатие Елем со Рек Битола и Елем енергетика, ArcelorMittal, Макстил, Пивара, Вардар Доломит, Кнауф и така натаму. Значи, големи индустријски комплекси за кои што заштедата на енергија е од исклучително значење, особено што металопреработувачката индустрија се бори на пазарот и оди со многу ниски маргини, а енергијата учествува со многу висок процент во цената на нивниот производ. Сега, во текот на оваа година, ние со овие партнер компании спроведовме обука, меѓутоа, истовремено им обезбедивме и техничка помош во текот на целата таа година, односно им доделивме национални консултанти, менторирани од страна на меѓународни консултанти, и од мојата лева и од десна страна имаме по еден од тие национални консултанти кои што работат со компаниите Перова Кумовски и Емилија. Зошто ги спомнувам тие консултанти? Затоа што низ учењето и спроведувањето на системот за управување со енергија во согласно со ISO стандардот 50001, тие консултанти ќе станат подготвени ова што сега го работат со нашите компании да го понудат и на други заинтересирани компании на пазарот, а оние кои што УНИДО ќе ги препознае како исклучително добри, ќе може УНИДО да ги ангажира и во други земји. Значи, смислата на овој процес тука во Македонија е од една страна да се изгради капацитетот на локалните консултанти, од друга страна да се зголеми мобилноста на нашите стручни лица во светот. Сега, кои се конкретните резултати до сега? Значи, од купно 12 компании, прво имавме 10, па една се откажа, па добивме 9 и уште 3 ни се приклучија. Значи, самото тоа што во текот на овој процес имаше интерес и за нови компании да се вклучат, значи дека сепак нешто е направено. И кога би ги прашале компаниите што е направено, они би ви рекле следното. Значи, пред се они видоа каде, односно кои процеси или која опрема е значителен потрошувач на енергија. Значи, и покрај тоа што они имаат мерачи и ја следат потрошувачката, ретко кој од нив знаеше во кои делови од процесот се троши најмногу енергија. Значи, на систематизиран начин се изврши скенирање на начинот на потрошувачката на енергија. Друго што научија беше што е причината за таа потрошена енергија и како може да се влијае на таа причина да се намали потрошувачката. Па некаде како причина за зголемена потрошувачка на енергија беше, да речеме, недоволно одржување на опремата, што не е некоја фенси мерка, меѓутоа во 90% од случаи од компаниите се укажа како добар потенцијал за заштита на енергија, значи добро и навремено одржување на опремата, контрола, исклучување, вклучување на она што мора, односно не мора да работи и санирање на сите загуби, односно протекувања кои што се јавуваат кај големите потрошувачи на енергија. Врз основа на оваа анализа тие идентификува акциони планови со листа на мерки од кои најмалку 50% се без инвестициони трошоци. Значи, наповенувам и потенцирам дека кај сите овие компании има можност, без да се задолжуваат, без да влегуваат по сериозни инвестицијски трошоци, да влезат, да се ангажираат малце повеќе и да почнат да штедат енергија.
од 12 компании за сега 3 докажаа дека штедат. А за други 3 имаме во најава дека наредната година реално ќе се видат резултатите од она што почнува веќе да се спроведува на терен. Што ќе се сложите и не е лош процент, значи од 12, 3, нели, 1/3 или 30%, и уште 3 за наредната година, а другите 3 предпоставувам дека со време ќе ги стигнат останатите. Сега, значи, на крајот на октомври ние ќе имаме сертифицирани, како што кажав, 22 консултанти. Дали ќе бидат сите сертифицирани, ќе видиме, но интенцијата е, значи, сите да полагаат испит и да се здобијат со сертификат. На тој начин, значи, овие услуги ќе бидат понудени на други заинтересирани компании и проектот ќе може да помогне на уште десетина компании да го примени ова што веќе партнер компаниите го прават. И уште еден аспект на проектот кој што сметам дека е многу важен и корисен е што имаме специјализирани обуки за големи потрошувачи на енергија кои што се парни системи, значи котли, и планираме обука за компримирани системи на воздух и двата едни од најголемите потрошувачи на енергија кај нашите приоритетни индустријски гранки. Во ноември месец, значи многу скоро, во Стопанска комора ќе имаме обука за парни котли и до сега веќе имаме сериозен интерес од компании што сакаат да дојдат да ја посетуваат обуката, а наредна година некаде во февруари или март ќе се реализира обуката за компримиран воздух. Генерално, значи, напредокот се гледа и предпоставуваме дека наредна година овој напредок ќе биде уште поизразен, кога ќе можеме да кажеме со сигурност, значи, колку киловат часови енергија е заштедена од страна на компаниите, односно колку CO2 емисии се намалени.